За време на летниот распуст ќе се реконструира покривот на основното училиште Мирчацев во скопската населба Ѓорче Петров, информираат од општината. Според најавите, предвидено е целосна замена на покривната конструкција, односно замена на азбестниот покрив на училиштето и спортската сала. Со ова информација ги започнуваме денешните урбани вести. Добро дојдовте во нив. Гостин во вестите, градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски. Од 1 август намалување на цените на парното. Децата од згрижувачките семејства го посетија аквапаркот. Се гради тротоар на улицата Љубутенски пат во истоимената населба. Солинденски етнофест заокружено одбележувањето на денот на општина Илинден. Реконструирано игралиштето во Крњево. Во Драчево ќе се вежба фитнес на отворено. Од 1 август следува намалување на цената на топлинската енергија за 4,69% за домакинствата што се приклучени на дистрибутивната мрежа на Балкан Енерджи Груп. Прилог на Андријана Стојчевска. Регулаторната комисија за енергетика соопшти дека од 1 август ќе има намалување на цената на парното за 4,69% за домакинствата кои се приклучени на дистрибутивната мрежа на Балкан Енерджи Груп, а останатите нејзини потрошувачи ќе плаќаат 16,6% пониска цена. На денешната пресконференција претседателот на РЕК Димитар Петров соопшти дека за потрошувачите кои се приклучени на дистрибутивната мрежа на Елем Енергетика ќе има линеарно намалување на цената на топлинската енергија за 4,9%. Домакинствата пак корисници на дистрибутивната мрежа на Скопје Север ќе добијат намалување од 0,48%, а останатите потрошувачи како училиштата, предпријатијата ќе плаќаат за 5,2% пониска цена на топлинската енергија. Минатата недела го сменивме тарифниот систем, односно направивме една мала измена и клучната измена се однесува на промена на процентот помеѓу домакинствата и останатите, односно соодносот кој што беше досега 1:2 е намален на 1:1,75. Или буквално значи тоа што останатите потрошувачи плаќаат дупла цена по однос на домакинствата, соодносот е намален на 1:1,75. На некој начин го направивме првиот чекор на намалување на вкрстеното субвенционирање од страна на категоријата останати потрошувачи на топлинска енергија према категоријата домакинства. Со оглед на поволната ситуација од минатата година, значи намалените трошоци за производство на топлинска енергија, претежно заради проектираната цена на природниот газ, како и за количината на горивото кое што беше потрошено, беше можноста проценета од страна на комисијата дека може да го направиме овој чекор и го направивме. Ова намалување е јасно ќе прати порака до потрошачите кои што се на приклучени на Балкан Енерджи мрежата да останат приклучени, да ги користат услугите и заедно со намалувањето од претходната година кој што на два пати беше еднаш 14,4, еднаш 2,8, вкупното намалување кај домакинствата со сегашната одлука за цена би била 21%. Според Петров, вкупното намалување на цената на топлинската енергија за корисниците на Балкан Енерджи за една година е 21%, а останатите корисници е 34%. Околу 30 деца од згрижувачките семејства од Скопје денеска го посетија аквапаркот во рамки на проектот "На секое дете му е потребно семејство". Дечињата се дружеа со Данијел Кајмаковски, а има и часови по пливање. Децата од згрижувачките семејства денеска го посетија аквапаркот во Скопје во рамки на новиот проект на Министерството за труд и социјална политика "На секое дете му е потребно семејство". Волонтерите на Црвениот крст беа постојано покрај дечињата, а со нив заедно беше и популарниот пејач Данијел Кајмаковски. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, кој ги посети дечињата, најавувајќи го проектот, истакна дека згрижувачките семејства се најхуманата, најсоодветната форма, која е најблиска до биолошките семејства.
Тој истакна дека во Македонија во моментов има 180 згрижувачки семејства кои се грижат за 288 деца без родителска грижа, од кои 80 се деца со пречки во развојот, а сите останати се деца без родители и родителска грижа. Секретарот на Црвениот крст на град Скопје, Сузана Тунева Пауновска, истакна дека посетата на аквапаркот е дел од многобројните посети на различни локации, се со цел да им се овозможи на децата полесна социјализација во општеството. Идејата е Црвениот крст на Република Македонија, значи започнувајќи од денешниот ден да го збогати проектот со дополнителни активности, се со цел да се влие на подигање на свеста кај граѓаните за да бидат дел од тој систем на згрижувачи, затоа што навистина за секој дете е потребен дом, а сите заедно можеме да направиме и да ги отвориме вратите на нашите домови за децата кои што по некоја игра на судбината едноставно не може да бидат со нивното биолошко семејство. А денешниот ден е дел од она регуларна активност на Црвениот крст со овие згрижувачки семејства, освен посетата на зоолошка градина, музеи, паркови, денеска сме во аквапаркот. Од денеска се вклучени негде околу 30 на деца од Скопје. Јас се надевам дека и ќе имаме од другите градови многу брзо организирано сакале да ги донесеме тука за да го посетат аквапаркот. За децата кои се сместени во источниот дел на Македонија можеме да го организираме сето тоа во Пробешти во тој аквапарк. А интересно е тоа што денеска спасителите кои што се задолжени за безбедноста на аквапаркот ќе имаат целодневна настава со овие деца за тоа како треба да се однесуваат во базен и исто така основните часови по пливање. Во моментов постои потреба од згрижувачки семејства кои ќе се грижат за децата без родители. Овие семејства остваруваат паричен надоместок од страна на државата месечно од 6.500 и од 8.000 денари за трошоци за покривање на згрижувањето. Но и доколку не исполнуваат услов за старосна пензија, а биле згрижувачко семејство повеќе од 5 години, имаат право по навршување на 62 години да се стекнат со постојан паричен надоместок од 8.000 денари до крајот на својот живот. Започнаа градежните работи за изградба на тротоар од бекатон плочки на улицата Љуботенски пат во истоимената населба во општина Бутал. Воедно и се проширува постојниот пат во должина од половина метар. Инвестицијата е на општина Бутал од буџетот во висина од 1,8 милиони денари. Градежната летна офанзива во општина Бутал продолжува со несмален интензитет. Во моментов се работи на неколку пункта во повеќе населени места во општината. Денеска градоначалникот Петре Латиновски го посети населеното место Љуботенски пат, каде започнаа градежните работи за изградба на нов тротоар на улицата Љуботенски пат во должина од над 500 метри со широчина од 1,2 до 1,4 метри. Најнапред би сакал да им го честитам празникот Фитер Бајрам на сите граѓани од исламска вероисповест кои што во општината Бутел живеат, да им посакам многу здравје, да им посакам среќа, љубов, заеднички да продолжиме да си ја градиме општината, затоа што општината Бутел навистина ни е дом на сите граѓани. Се наоѓаме во населеното место Љуботенски пат, каде што граѓаните од ова населено место и сите луѓе кои што поминуваат и кои што живеат и кои што сакаат да се прошетаат, има еден голем проблем, не можеа да слободно се движат. Имаме неколку случаи на така да кажам сообраќајни несреќи и затоа решиме да и во програмата ставиме изградба на тротоар вдолж улицата во населеното место Љуботенски пат. Должината на тротоарот изнесува околу 500 метри, со ширина негде од околу 1,20 до 1,40 во зависност од самата конфигурација на теренот. Имаме малку проблем со решавање на имотно-правните односи на еден дел, меѓутоа се надам дека и тоа ќе биде надминето. Ќе бидат поставени и нови радници, а тротоарот се прави од бекатон плочки. Значено е тоа што самата улица ќе биде проширена за половина метар, со што ќе се овозможи подобар проток на сообраќајот, а новиот тротоар ќе овозможи побезбедно движење на граѓаните кои живеат во ова населено место. Во населеното место Љуботенски пат полека но сигурно се заокружува еден процес и населбата, иако е рурално населено место, населбата добива една урбана, би рекол, средина за живење. Се надевам дека
Сигурно дека проблемите не можеме сите да ги решиме, меѓутоа добро е што еден по еден ги решаваме и во ова населено место во Љуботенски пат. Меѓутоа она што е многу битно и значајно, бидејќи ова улица полека добива се поголема фреквенција, она што е многу битно и значајно, ние и улицата ја прошируваме за половина метар. Инвестицијата е на општина Бутал во висина од 1,8 милиони денари од буџетот на општината. Со општонароден собир под мотото со Илинден традицијата продолжува Илинденскиот етнофест. Општина Илинден го заокружи одбележувањето на денот на општината Илинден 2 август и националниот празник на македонскиот народ. Централната манифестација по повод патрониот празник и годинава општина Илинден со поддршка на Македонската православна црква ја организираше во манастирскиот комплекс Свети Ѓоргија во Делјадровци. За прв пат во рамките на одбележувањето на денот на општината беше организиран Илинденски етнофест, фестивал на традиционални македонски песни со нови аранжмани во исполнение на звездите на македонската естрада. Неколку илјади граѓани имаа ретка можност да уживаат во прекрасниот амбиент и звуците на изворната македонска песна, интерпретирана од Виолета Томовска, Атина Апостолова, Сузана Спасовска, Круме Спасовски, Мишко Крстевски или вкупно 16 реномирани естрадни уметници, чиј настап беше проследен со бурни аплаузи. Централната манифестација почна со положување свежо цвеќе на гробот на владиката Полошко Кумановски, господин Кирил, кој е погребан токму во овој манастирски комплекс. Веднаш потоа следуваше обраќање до присутните на градоначалникот Жика Стојановски и председателот на Советот Маријан Милошевски. Градоначалникот Стојановски истакна дека општина Илинден стана успешна инвеститорска дестинација, која со секој нов ден создава услови за влез на нови инвестиции, благодарејќи на кои е намалена невработеноста во општината далеку под 20%. Во изминатиот период, со целосна посветеност, активно работевме на идентификуваните приоритетни области за развој, инфраструктура, јавни услуги, образование, локален економски развој, рурален развој, спорт, култура, со цел интензивирање образовскиот раст и развој на општина Илинден. Станавме успешна инвеститорска дестинација. Со секој нов ден создававме нови услови за влез на нови инвестиции, благодарејќи на кои ја намаливме невработеноста далеку под 20%. Во знак на благодарност за учеството на првиот Илинденски етнофест, за кој постои огромна желба да прерасне во традиција, градоначалникот Стојановски на сите учесници на фестивалот им додели посебни плакети. Гостин во денешното издание на Урбаните вести е градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски.